Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Зоран Заев се уште не излезе да одговори пред јавноста на тврдењата на странските и домашните медиуми дека близок негов и на неговото семејство поседува луксузна хациенда на Халкидики. Зоран Заев е најскандалозниот премиер со кој што во регионов, за жал, наместо да се фалиме со успеси, ние сме познати по неговите скандали. Уште еднаш јавно прашуваме, бидејќи вчера бевме изигнорирани, денес повторно јавно прашуваме дали близок на Зоран Заев или некој од потесното семејство поседува имот на Халкидики, односно луксузна вила која чини неколку милиони, и дали Зоран Заев и неговото потесно семејство биле чести гости годинава во оваа вила на Халкидики. Да појаснам уште еднаш за граѓаните, се работи за нова вила за која што излегуваат тврдења во медиумите, странски и домашни, дека ја поседува близок до Зоран Заев, а не онаа која што претходно беше објавена дека ја поседуваат на друга локација исто така на Халкидики. Имајќи во предвид дека мештаните самите тврдат дека Заеви се чести гости во таа вила и дека нивни блиски ја поседуваат, зошто Заев не сака да излезе и јавно да проговори на оваа тема, туку ја игнорира? Откако Заев јавно тврдеше дека не поседува фирми и компании во странство, сега според тврдењата на странските медиуми испадна дека поседува не само фирми, туку и имот во странска држава. Уште колку ли ваков имот поседуваат Заеви и нивните блиски фирми до неговото семејство во странските земји? Почитувани, богата мафија на власт, сиромашен народ. Додека секојдневно гледаме стории по медиумите, за жал тажни стории, каде што со еден компјутер во просечно семејство се едуцираат по 2, 3 или 4 ученици, бидејќи немаат пари нивните родители да обезбедат за сите ученици во семејството компјутери, Заеви се луксузираат во луксузни вили за кои медиумите тврдат дека ги поседуваат, а тие игнорираат и воопшто не сакаат да проговорат на таа тема. Тоа е тажната вистина за Република Македонија. Богата мафија на власт, сиромашен народ кој не знае како да преживее од ден за ден. Уште еднаш сакам да ги охрабрам медиумите и сите оние кои имаат било каков пристап до информации за имотите на семејството Заеви, нивните блиски фирми, да ги објават, бидејќи се предмет од интерес на јавноста, имајќи во предвид дека целото семејство е поврзано со безброј скандали, тендери во Република Македонија. Благодарам, повелете прашања доколку има од новинарите тука. Кои сегменти од извештајот на Европската комисија за Македонија, каков е вашиот коментар околу извештајот? Добро, најнапред би сакал да потенцирам дека се уште извештајот не е стигнат до ВМРО ДПМН за да може да се разгледа или до било кој од пратениците кои што раководат со ресорните комисии во собранието, бидејќи тие се нашите представници во законодавниот дом, и веднаш откако ќе го добиеме, ние ќе можеме да коментираме во однос на содржината на извештајот. Затоа не би сакал да шпекулирам или да се водам по основ на написи во медиумите, но морам да потенцирам дека евидентно и јасно е од она што го гледаме во Република Македонија, што се случува во државата, а тоа е следното. Зоран Заев, претходно Оливер Спасовски како технички премиер и неговата влада потполно потврдија на неколку полиња. Корупција, моментално сме најкорумпираната држава можеби во Европа, на ранг на европските, на ранг на афричките земји, а треба да ги следиме европските земји. Во моментов нема никакво владење на правото и во моментов стапката на криминал е повисока од било кога. Тоа е она кое што може да се прокоментира во однос на владењето на Зоран Заев. Значи, потполно потфрламе на најважните сегменти и теми во државата кои што треба да бидат практично реформирани. Од друга страна, гледаме дека се уште спрегата помеѓу Зоран Заев како владетел и правосудните органи како кои треба да бидат независни е неминовна и практично Заев команда со правосудните органи. Дали има други прашања? Има уште едно прашање, се извинувам, кое што пристигна до пресцентарот на ВМРО ДПМН, а тоа е коментар за предлог ребаланс на буџетот.
Бидејќи се уште не е стигнат ребалансот на буџетот до пратениците на ВМРО ДПМ во собранието, а е поминат во владата, би сакал да искоментирам неколку поенти од самиот предлог ребаланс, од едноставна причина што и владата јавно ги обзнани. Значи, буџетскиот дефицит со овој ребаланс е највисок историски и процентуално, но и сумарно во однос на сумата, изнесува 920 милиони евра. Доколку се навратиме на ребалансот кој што се воведе во мај 2020 година, пред само неколку месеци, практично кога се носеше и третиот сет на мерки од страна на владата, тогаш буџетскиот дефицит изнесуваше 750 милиони евра сума. Од мај до сега дефицитот е зголемен за цели 170 милиони евра. Што значи дека тоа е истата онаа сума која што владата ја предвидува за четвртиот сет на мерки, практично за кој што сме убедени дека овој ребаланс сега се случува во владата и во собранието, односно се изработи. Значи сумата која што чини четвртиот сет на мерки е сумата практично која што изнесува зголемувањето од мај до сега на буџетскиот дефицит. Уште еден показател дека сите мерки, оние првите 3 сета кои што биле практично и не се довршени од страна на владата, кои што биле предложени во изминатиот период, не влодиле со плод и не ја закрепнале економијата, е самиот податок што тогашната министерка Нина Ангеловска во мај 2020 година предвидуваше бруто домашен производ, односно проекција на економијата од минус 3,4%, сега проекциите на владата се минус 4,4%. Односно 1% во негатива повеќе. Што значи да вродиле со плод сите тие сет на мерки кои што беа предложени, немаше сега да биде проекцијата минус 4,4, туку ќе беше над минус 3,4 во позитива. Но, како што рековме, мерките се задоцнети, мерките не се во насока на помош на стопанството и граѓаните и за жал економијата наместо да биде закрепната и да се спаси, во моментов гледаме дека одиме на полошо и напротив економијата се уште ќе пропаѓа и ќе се распаѓа, со тоа што морам да потенцирам дека можеме да очекуваме наредната година и пораст на јавниот долг за 5-6 можеби повеќе проценти согласно мислењата кои што ги слушам од експертите, ако сега знаеме дека со овој ребаланс јавниот долг изнесува 59,5%. Благодарам.